На денешен ден, 7 март. Илјада 785 година. Роден е италијанскиот писател Алесандро Манцони. Се залагаше за обединување на Италија, силно поддржувајќи го националното движење во 40-тите години на 19-тиот век. Пишуваше лирски песни, трагедии и романи. Дела, романот Венеција, Вереници, посмртната ода на Наполеон I Света химна, драмите Гроф Кармањол, Аделика. 1857 година. Во Вена се роден Јулиус Вагнер фон Јаурек, австријски невролог, медицински научник и професор на Универзитетот во Виена. Тој беше еден од најпознатите невропсихијатри на современата епоха. Во 1927 година ја доби Нобеловата награда за филозофија или медицина за откривањето на терапевската вредност на заразувањето со маларија во лекувањето на прогресивната парализа. Умре во Виена на 27 септември 1940 година. 1875 година. Во Цибор на Пиринеите е роден Морис Равел, француски композитор. Тој е еден од најпознатите представници на францускиот импресионизам, творец на многу оригинален израз. Најпознати дела му се оркестарската композиција Болеро, операта Шпански часовник, балетот Дафнис и Клое. Умре во Париз на 28 декември 1937 година. 1931 година. На 7 и 8 март Македонија ја погодија два силни земјотреси кои покрај човечки жртви предизвикаа и огромна материјална штета. Епицентарот на овие земјотреси беше меѓу Валандово, Удово и Струмица. 1932 година. Умре францускиот државник Арстид Бријан, кој беше 11 пати председател на владата и добитник на Нобеловата награда за мир во 1926 година. Во Првата светска војна се залагаше за формирањето на Солунскиот фронт, а по војната за создавање Обединети држави на Европа и Друштво на народи. 1999 година. Умре американскиот филмски режисер Стенли Кјубрик. Негови најпознати филмови се 2001, Одисеја во космосот, Пеколен портокал, Спартак, Убивање, Лолита и Широко затворени очи. 2006 година. Најмалку половина милион луѓе во градовите ширум Франција протестираа против планот за намалување на невработеноста на владата на премиерот Доминик де Велпен. Со планот се предвидуваше и полесно отпуштање на младите работници со надеж дека работодавачите полесно ќе се одлучуваат да ги вработат.